Денеска започнуваме пат во непознатото, односно започнуваме пат за европска диплома, европска заедничка диплома на Универзитетот Свети Климент Охридски, заедно со уште два партнерски универзитети, тоа е Универзитетот од Ферара во Италија и Универзитетот од Вентспилис во Латвија. Зошто велам во непознатото? Бидејќи европската диплома е нова иницијатива на Европската Унија која започна минатата година како ја најави Европската комисија и се уште и за европските ЕУ земјите е непознаница како тој пат треба да се изоди за да се добие тој беч, како што го викаат од Европската комисија, дека е ова европска диплома. Ако е европска диплома, потоа, кога ќе се усогласат законодавствата на сите земји, таа ја има еднакво значење во било која земја членка на Европската Унија. Со овој денешен настан, кој е почеток, велам, ние сме во Колорс Алијансата 9 универзитети, многу поголеми универзитети од многу поголеми држави, како Франција, Германија, не се осмелија веднаш да започнат овој процес. Се охрабривме ние, Ферара Италија и Латвија Вентспилис. И овој денешен настан ги руши бариерите за Македонија и македонецот кој чека да види сите првен да остварат нешто и потоа ние да критикуваме зошто ние не сме го направиле, зошто не сме во тоа, зошто доцниме во однос на сите. Овде, со овој проект, ние сме едни од тие кои сме пред сите. Кој ќе речем пред сите, вклучувајќи и земји членки на Европската Унија. Ако успееме, непознаница е. Нашиот закон тоа не го регулира. Допрва треба да се дефинираат тие правилници за европска заедничка диплома. Ако успееме, ќе биде навистина еден пионерски чекор и ќе срушиме таа бариера дека македонецот мора последен да биде во сите активности кои ги имплементира. И ова е една студиска програма на економскиот факултет во Прилеп по бизнес информатика, која ќе оди како пилот програма, се работи за програма на втор циклус студии, магистарски, бидејќи заедничките европски дипломи мора да се на англиски јазик, така да е преамбициозно да започнеме со 4 годишна од прв циклус, почнуваме со магистарска диплома од втор циклус. Кај овие што се универзални науки, тука нема дилема. Еден економист, еден инженер, еден доктор, една медицинска сестра не може да имаат различно образование во Македонија, во Латвија или во Италија, или во Германија, или во Перу. Мислам, тоа е универзално. Никој не е сигурен, ни ние, ни Ферара, ни Латвискиот универзитет Вентспилис, дека ќе успееме пред нашите власти, пред одборот за акредитација. Во новиот закон тоа малку се, мислам, онај нацрт што го знаеме, малку се изменува, тоа ќе оди преку Агенцијата за квалитет, бидејќи, како што реков, нема изоден пат. Европската комисија го најави овој процес минатата година. Некаде пролетта, март, април, дека им е голем проблем нив, иако се Унија, иако имаат 27 земји членки, имаат проблем со признавањето на дипломите внатре во Унијата, од земја во земја. Нема унифицирана диплома, нема унифицирано европско законодавство, односно тие го користат хармонизирано, што го има во многу други области, и затоа почна комисијата, рече, ние ќе донелуваме тие
беч го викаат, дека дипломата е европска, може да се добие доколку учествуваат најмалку 2 универзитети од различни држави, не можете да добиете европски беч ако сте само акредитирани по национално законодавство, и потоа таа европска диплома ќе има еднаква важност во сите 27 земји, а ние ако сакаме без разлика во која фаза сме од пристапниот процес, ако сакаме да бидеме компатибилни со нив, ќе мора и во нашиот закон да ја прифатиме дека иако не сме земја членка, европската диплома ќе има исто правно дејство и во Македонија.